Почитувани гледачи, добро утро, добродојдовте во уште едно издание на утринската програма Нов ден. Се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание во следните 45 до 50 минути. Имаме убав повод, имаме, се надевам, интересни гости. Тука е председателот на Сдруженијето на пензионерите на Куманово, господин Спирко Николовски, подпредседателката на Сдруженијето на пензионерите Љубица Кузмановска, добро познати личности на кумановската јавност. Добро утро и благодарам што дојдовте, што одвоите време на некој начин да кажеме за вашите активности, всушност да ги презентираме вашите следни чекори на Сдруженијето на пензионерите на Куманово. Господин Николовски, долга историјата на Сдруженијето на пензионерите на Куманово, некаде преку 50 години. Може ли вака во кратки црти да ни кажете всушност од кога постои ова сдружение и како од година во година се развиваше и стана респектабилно како што е денеска? Добро утро и од мене, добро утро и од нас, се разбери од подпредседателката Љубица. Така. Да, драго ми е што сме гости на телевизија К3, поради тоа што телевизија се повеќе и повеќе се развива и информира за сите случања. Ние сме во Сдруженијето на пензионери посебно задоволно за тоа што ги редовно следите нашите активности. Сдруженијето на пензионерите од Куманово постои од 1956 година. Пред 4 години прославиме 65 годишнина од постоењето. Ова сдружение, Кумановското сдружение, е едно од основоположниците на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите и поради тоа ние го славиме 20 септември, Денот на пензионерите на Македонија и Ден на пензионерите на Куманово. Во овој изминат период, Сдруженијето имаше повеќе етапи на својот развој. Во првата фаза на постоењето, ова сдружение беше регионално, на пензионери од Куманово, Кратово, Криопаланка. Ова сдружение во тоа време ги опфаќаше и старосни, семејни пензионери, и инвалидски и трудови пензионери. Меѓувреме, тоа доаѓа до поделба на сдруженијата, до поделба на инвалидските во посебни сдруженија, така да денес ова сдружение да е составено само од старосни, семејни, воени, полициски и членови на Солидарен фонд на брачни другари. Тоа е ова наше сдружение. Мислам дека имате напишано и издадена нека публикација за развојот на пензионерите од тие години па до ден денешен, вака прилike зборуваме. Да. И тука се наведени такстативно сите работи, развој, првите председатели треба да ги споменеме, кои на некој начин дадоа печат на вашата работа. Секако, во овој изминат период помина многу генерации на пензионери кои од година во година, од декада до декада и ги изголемува и активностите на сдруженијето. На самиот почеток веќе таму се брои како број еден член Аксентија Стојановски. Па потоа е Љубе Анđеловски од тие први. Меѓу првите председатели се спомнува исто така и да во тоа време се спомнува и Абдула Османи. Па после него се спомнува председател Среќко Ѓорѓиевски Цмко, кој се задржува подолго време. Меѓутоа, посебен печат на работа на Сдруженијето на пензионерите остави Трајче Јанковски, нашиот претходник, сега починат, кој исто така во Сдруженијето, во повеќе структури на Сдруженијето, во повеќе негови органи, беше и секретар, и председател, така да 21 година е поминат, така да речам, стаж во работењето на Сдруженијето на пензионерите. Господин Кузмановски, веројатно и вие памтите тие вака убави моменти и детали од тоа подалечно минато, како и на кој начин се развиваше ова друштво и сега станува, например, еден голем бренд, да кажеме така, како што многу пати зборува председателот. Да, пред многу години, значи, се формира културно-уметничко друштво Ѓоко Симоновски,
главни организатори беа покојната Виолета Деур и еве го сегашниот председател Спирко Николовски. Што да ви кажам, од година на година бележиме многу солидни резултати. Учествувавме на многу меѓународни фестивали. Прво од нив ке почнам да пред 5-6 години ние први бевме од преку Сојуз на Сдружение на пензионери во Љубљана и да отвориш фестивал на 23 земји. Трето доба со наша Билјана Платно Белеше. Учествувавме во Зрењани на свадбени обичаи и се вративме со златна медаља. Пред тоа дадовме концерти во Јабука и Качарево, во Софија, во Варна, бевме на меѓународен фестивал, во Поградец, во Тирана. Значи, нема каде што не сме отидени, инаку во Србија учествувавме на фестивали во Врање, на ветерани, на фолклорен фестивал во Лесковац, а сега последен пат бевме на фолклорен фестивал во Смедеревска Паланка, инаку со хорови во Лесковац, во Ниш, што да ви кажем, агендата е многу. Господин Николовски, треба да споменеме здравствената компонента. Човекот кога ќе остане во пензија, многу е добро, како што вие постојано верите, да е физички активен, да се дружи, да комуницира. Еве, на некој начин вие ги отворите широко вратите и гледам дека таму масовно се дружите, комуницирате, спортувате и така натаму. Па меѓу оние највиталните делови за кои се формираат издруженијата на пензионерите, за кои исто така е формирано и нашето здружение, е токму здравствено, социјална и хуманитарната компонента на животот на пензионерите. На тој дел да издвојуваме преку 2 милиони денари во текот на една година и им пружаме помош на потешко болни пензионери од разни болести, за тоа имаме донесено правилник и одлучува посебно тело, посебна комисија од доктор специјалист, виша медицинска сестра и уште еден член на таа комисија. Инаку, ние сме активно вклучени и во оние другите компоненти од здравствена сфера. Посебно е актуелно што ние редовно одржуваме предавања од областа на здравството за едукација на пензионерите од областа на здравството. Така да на тие предавања во соработка со Црвениот крст, во соработка со Сдруженијето на граѓани заболени од диабетис, им да помагаме преку предавањата. Но покрај предавањата се одржуваат и мерење на крвен притисок во крвта, мерење на притисок, понатаму за мерење на остеопороза, заболување на остеопороза и за најразлични други болести. А за тоа доведуваме лекари, односно доктори, специјалисти за таа област. Така да со најконкретни поуки на самото предавање, со конкретни прегледи кои ќе се пријави да му се укаже помош, да се прегледа, да им се помогне на пензионерите. Инаку спроведуваме и други акции заедно со Црвениот крст, повеќе во смисла на посета на постари пензионери, заболени пензионери, да ги посетиме, да им пригоден збор со нив, да се размени мислења, да ги чуеме нивните потреби, а тоа го правиме заедно со екипи на подмлаткари на Црвениот крст. Професорке, вие бидејќи сте поранеше спортист, добро знаете што значи кога ќе дојдете во старосно доба да бидете физички активни. Може да ни го тоа илустрирате. Јас веднаш штом влегов во пензија, се вклучив во Сдружение на пензионери, прво како надпреварувач, се надпреварува во трчање на 60 метри фрлање на ѓуле и секогаш се враќав со златни медали од републички надпревар. Меѓутоа ми падна идеја, значи, да што поголем број вклучам наши пензионери кои што во младите години се бавеле со спортот, кои имаат афинитет, која желба, кој како дојдеше во здружение, веднаш го уклучувам, така да преку 100 души имаме кои што преку цела година ние се подготвуваме, секој месец, значи, се одржуваат турнири во шах, домино, табла, пикадо, организираме надпревари на ниво на здружение, учествуваме на регионални надпревари, ние сме во тој Кумановски 6-ти регион, со Кратово, Паланка, Пробишти, Пизлетово
и прваци од нив одиме на републички надпревари. Еве 20 години како наше здружение активно и секогаш се наоѓа на врв. 5 пати бевме прваци во република, 2 пати трети и секогаш втори од 56 здруженија. Што да ви кажам, значи оваа година ќе бидат 20 јубилејни пензионерски спортски надпревари, ќе се одржат на 4 септември во Скопје. Ние со 13 освоени први место од регион ќе стартуваме. Дали ветувате дека ќе освоите уште 20 медали? Па се надеваме, се подготвуваме. Поведете. Да. Јас би сакал да се задржам доколку времето ви дозволува на преквчерашната седница на извршниот одбор на Сдруженијето на пензионерите на Куманово. Имавме една изворена седница која траеше 4,5 час време, која му посветиме внимание на неколку актуелни прашања. Јас да ги елаборирам така поред. Поведете слово. Прво што отпочнуваме еден процес на изменување и дополнување на статутот на Сдруженијето на пензионерите на Куманово. Сакаме сегашниот статут да го подобриме, да го осовремениме според потребите на пензионерите и да настоиме да го усогласиме со статутот на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија и со Законот за Сдруженија и фондации, што исто така ние сме должни како Сдружение да се уклопиме во одредбите на тој закон. Така да, врз база на заклучокот, во текот на овој нареден период ќе водиме јавна расправа и по предлогот за изменување и дополнување на нашиот статут и по предлогот на статутарната одлука за изменување и дополнување на статутот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија. Тоа ќе биде повеќе месечна активност во која пред се ќе биде уклучен нашиот одбор за статут и правни прашања. Тоа е наше основно матично тело за од областа на правото, примена на прописите, донесување на предлози на правилници и така натаму. А што ќе биде крајната цел на се тоа? А тоа ќе биде цел да се подобри сегашниот статут на Сдруженијето на пензионерите и статутот на Сојуз на пензионери на Македонија, за да може да се обезбеди натамошен позабрзан развој и обезбедување на подобри услови за делување на пензионерите во рамките на своите здруженија. Сега поведете. Да. Второ прашање кое исто така беше многу актуелно, на кое посветиме внимание, се разбира одржувањето на, односно издавањето на монографија 2 децении пензионерско спортување. Ова само ќе биде продолжение на првата монографија што издадовме пред 10 години, во која сега ќе представува продолжение на активностите од 2005 до 2015 година. Тоа е едно од прашањата за која се така задржаме. Покрај ова, ние донесовме и програма за, се разбира, за одбележување на 30-тиот број на пензионерски информатор кој треба да добие да има нова свечена форма, да биде обликуван со позначајни прилози кои ќе бидат посветени во овој наш информатор. А покрај ова донесовме исто така и програма за учество на двомеч на пензионерите од Куманово и Прилеп, каде што при гостувањето во Прилеп со пензионерско здружение со кое соработуваме подолго време, ќе има прилика да ги одмерат силите нашите прваци во спортски дисциплини со пензионерите од Прилеп. А покрај тоа ќе патува и драмската работилница која на пензионерите од Прилеп ќе им прикаже представата од Бранислав Нушич. Така сомнително лице. Така на тој начин ние поставуваме мостови на соработка и со повеќе здруженија, но повеќе соработуваме со пензионерите од Прилеп како два града првоборци. Така. Знаеме дека вашето здружение има многу членови, дека доста е компактно. Меѓутоа, она што е интересно да се каже дека годините на вашите членови варираат, имате доста така помлади пензионери, условно кажено, до они најстарите. Може да не кажете она старосна граница кои се најмладите, кои се постарите?
Па, вака да ви кажам, дека пред се би рекол дека ова здружение е поставено на една регионален принцип, покрај пензионерите од Кумановска општина. Во ова здружение членуваат и пензионери од Липково и од Старо Нагоричане. Може само да ви кажам податок дека преку 56, 55, 56 насто се жени. А многу помал број од тоа се 44-5, така отпаѓа на мажи. Во последно време, нашиот број на пензионери се зголемува повеќе, поради тоа што имаме сега нови пензионери кои доаѓаат поради исполнување на услови од работен однос. Друго, имаме стечајни работници кои стегнуваат право, исто така се придружуваат, а имаме една категорија да пензионери кои стекнуваат воени лица и од полиција, кои поради намален број на стаж, работен стаж во текот на живот, тие се пензионираат со помал број на години и тие доаѓаат порано. Така да тие ги уклучуваме веднаш во активностите на здруженијето. Професор, како тие се пријавуваат тие самите или слушнат преку нивните пријатели? Доаѓаат или ви имате некој јавен повик, ги повикувате, како оди се таа работа? Голем дел од како се пензионираат, сами дојдат да видиме кои се услови, што имате. Голем дел, значи ние секогаш преку цела година ни стои и по клубови на огласна табла, еден апел, кои дисциплини ги имаме на спортско, на културно поле, да се вклучат, така да голем дел и сами доаѓа. Значи претежно оние што имале афинитет, што и пред малку кажав, дека во млади години се бавеле кој со спорт, кој со култура и све. Како капак на сето тоа, да ви кажам, ние кога ја формираме пред 5-6 години драмска работилница, еве се поголем и поголем број на луѓе што доаѓа, што сакаат да се вклучат во оваа секција. Значи, ние почнавме прво со кабаретска представа, па со Ленче Кумановче направивме бум, преко 28 дадовме представи, што е најважно, и бевме и надвор од граници, значи во Врање ја дадовме. Потоа Шути и Рогат, исто и тоа беше многу интересно. Печалбари, со представар од Плевнеш, ние добивме како најдобар наш актер, доби едно признание, бидејќи секоја година ние конкурираме на аматерски драмски фестивал и секогаш бевме примени и секогаш се враќавме со, што да ви кажам, све подобри и подобри. Не фалат сите тие, вика, не сте аматери него професионалци, ако никој од нас, значи никој пат нити бил глумец од порано, а сега, како капак исто на сето тоа, со сомнително лице, дури не ставија и вон конкуренција, бидејќи не може да не рангираат со тие што се активно, уствари и тие се аматери, меѓутоа има деца кои што помлади, што имаат искуство, све, што да ви кажам, значи... Да, јас предлагам да речете да колку имаме некои инсерти, дека трае разговорот да ги пуштаме. Меѓутоа, она што е исто многу важно да кажеме, рековте имате спортска секција, имате драмска, има ли некои други секции кои се инкорпорирани во вашето друштво? Еве, јас би кажала само за екскурзии, значи имаме многу секции, можам да ги набројам, меѓутоа, еве, ние секоја година до 12, значи, екскурзии организираме во текот на годината. На многу места сме поканети преку Здружение на пензионери кои се организатори, како што е Демир Капија, Еленец, Пантелеј, Лесново, каде што, значи, по 4-5 автобуси обавезно одиме. Сега, еве, оваа година, ние 7 организираме, сега на 11 ќе гостуваме во Пантелеј, а ние ќе бидеме организатори на 15 август на Еко Хепенинг кај нас. Инаку преку 2000 пензионери да ги изведеш од дома, да се рекреираат, да се дружат, обезбедена музика, што да ви кажам, лепота. Да не забораваме бројката, колку сега има точно членови во Здружението на пензионери на Куманово, вака прилики? Колку членуваат? 13.300 имаме, да, голема е. Сега имаме голем прилив на, што кажа председателот пред малку, на овие што се од полиција што ни дојде до млади пензионери. Председател, ај вака да објасниме, еве заминувате во Прилеп, низ Македонија, надвор, како и на кој начин сето тоа вие го доживувате? Како разменувате меѓу себе разговори, си велите ќе отидеме, ќе се дружиме,
ќе размениме мислење. На некој начин тоа е душевната храна на вашиот живот во овие години. Така. Па видите, во целина да земеме дека суштината, сршта на здружувањето на пензионерите во едно вакво здружение е токму во тоа пензионерите да излезат, да ги извадиме во природа, да спортуваат, да се дружат, организираме забавни средби. Да не зборувам за Нова година, за 8 март, организираме забавна средба на активи на пензионерки, каде што тоа се посетуваат меѓусебно, се соработува. А ова што подпредседателката Љубица го рече за драмска работилница, тоа е посебен бренд во Република Македонија. Такво нешто нема во Македонија. Такво нешто нема ни на Балканот. А Иван Иванов на една од нашите средби на фестивалот во Кочани, на драмски аматерски фестивал, кога ја следеше нашата представа во разговор после со жири комисијата, ќе рече, јас им ја прошетал Европа. Меѓутоа, ваква аматерска драмска група да не сум сретнал. Единствено сум имал прилика во Полска да видам да има пензионери. Меѓутоа, во Полска тие се пензионери кои биле претходно активни професионалци. И што е најбитно, ова што и подпредседателка Љубица го рече, на фестивалот, на овој последниот, со сомнително лице, кога гостуваме таму, не ставија во конкуренција со другите учесници, преку 20-30 колку ги имаше, но не ставија на завршната свечаност, на завршната манифестација. Тоа е сепак едно големо признание. И кога разговараме со директорот, дека сме примени на фестивалот да учествуваме, вие сте, вика, председателе вон конкуренција. А зошто го прашам ја телефонски во разговорот? Едноставно ми дојде прашањето зошто. Па вели, затоа што вие отскокнувате. Вие сте скоро, вика, на ниво на професионалци. И поради тоа не може да конкурира со вас овие млади драмски групи што доаѓаат средношколски, младински и така натаму. Може ли само да кажам дека 9 души наши актери што сме аматери не вклучија сега да глумиме, значи, со професионалци зад кулиси. Така се вика представата. Представата што имаше и толку голем интерес и еден ден имаше премиера, салата беше преполна и нареден пат, утре ден уште еднаш ја дадом истата представа. Со професионалци да глуми, значи тоа е точно што ние, иако сме аматери, вие кажат имате признание, не сте аматери, него сте вие професионалци. Председателе, постојано патувате и имате добра сработка, рековте, со Сдруженијето на пензионери од Прилеп. Веројатно и со други здруженија од Македонија разменувате идеи, комуницирате. Може вака да ги кажеме кои се вака, условно кажано, партнери во соработка и така натаму. Па реномето што го ужива Сдруженијето на пензионерите е просто да речам како промотор еден на сите здруженија да ги влечеме со збогатување на содржините. И поради тоа, нашето здружение секогаш барано да се соработува, тоа е едно, и второ, има барања да ние да се збратиме со нас. И така покрај Газибаба, со кој соработуваме, а тоа е здружение на една скопска општина, и на барање на воени пензионери од Скопје, тоа се воени пензионери од Република Македонија, има свое посебно здружение, и на нивно барање сме здружени. И тие ни организира неколку представи во домот на АРМ во Скопје, благодарение на нивно ангажирање. А покрај тоа, посебно ние соработуваме со Сдруженијето на пензионерите од Прилеп. Досега таму прикажаме 4 представи. Да ви кажам пример. Првата представа, Ленче Кумановче, која прикажаме во театарот Војдан Чернодримски, во едно попладне, поради голем интерес, да ние прикажаме 2 представи. Едната представа од 16, а другата од 19 часот, со една пауза од непон сат време. Тоа е со Прилеп. Со нив сега веќе соработуваме на спортско поле, бидејќи сме по број многу блиски, многу соработи, а и како градови првоборци соработуваме.
Пензионерите од Прилеп мината година беа наши гости, ги одмеривме силите во спортот, сега продолжуваме понатаму. А да ви речем дека и за слушателите, да речем дека ние соработуваме со Сдружение на пензионери Врање, Сдружение на пензионери од Лесковац, кои се збратимени со нашето здружение во поранешниот период, социјалистички период, како градови збратимени, а така и ние ја продолжуваме таа традиција на соработка. Меѓутоа, ни се јавија во последно време да гостуваме и во Ниш. Пред 2 години гостуваме во Ниш, во една општина, кај што беа организатор Медијана, општината, да, каде што беа домаќини Сдруженијето на македонци кои живеат во Ниш. И бевме многу топло примени и од градоначалникот на Медијана. Ова година, само да дополним и тоа, дека нашиот хор учествуваше на фестивал во Ниш, каде ги понесува сите почести на најуспешен хор. И во Лесковац слушам, во Лесковац патувате, да. Така гостуваме исто така и Лесковац. Од Лесковац исто така пензионери гостуваат овдека кај нас. И еве сега, ова го само да повторам, на 15 август ќе бидеме домаќини на меѓудржавна средба на пензионери од Македонија и од Србија. Покрај 25-6 здружени од Македонија. Така што држи тоа во Куманово? Така, во Куманово, во Пелнице. Спортско-рекреативниот центар Пелнице, а ќе ги поканиме и пензионери од Врање, Лесковац, Прокупле. И за прв пат ова година каниме едно здружение од Бугарија, од градот Перник, со чиј председател има прилика да се сретнам во минатата година, така оставиме контакти и еве сега во прилика ќе ги каниме да бидат наши гости во Пелница. Прво да го надополните председателот, значи покрај Србија, Бугарија, Македонија веројатно патувате и другаде негде. Да, јас сакав само да кажам дека на фестивал во хорови ние пред 2 години бевме во Лесковац, а оваа година значи во Ниш, кај што гостува хорови на Суботица, Сремска Митровица, имаше 5-6 групи, сите што беа од Србија, и на фолклори од Краљево, Смедерево, покрај Лесковац и Врање имаше Врањска бања, што да ви кажам, по 10, меѓутоа сега како капак на сето тоа ние толку успешни песни имавме и на крај кога исполниме во Ниш сплет на српски песни све за Ниш и за Нишава, додека ние настапувавме, сите игра и пее со нас, дојдоа кумановци, не надпеа, не надиграа. И на крај донесоа одлука уште тогај да наредна година вика сакаме вие да бидете домаќини на овој фестивал на хорови. Ние со широко срце прифативме и еве наредна година ние ќе бидеме организатори на тоа. Ево да најавиме ексклузивно за 2 август подготвувате уште едно изненадување. Да, на 2 август сме поканети во село Петралица, општина Ранковци, да дадеме една програма во трајање од 1 час. По повод Илинден. Да дополнам. Интересно е ова да се знае, сакам да го тоа посебно потенцира, дека овие гостувања што ги имаме во последно време не се тоа само средства од здруженијето. Прво што домаќините кои не покануваат да бидеме нивни гости, ние ги имаме тие угостителски услуги од домаќинот. Тоа е значи бесплатно. А второ, многу често користиме донатори кои ни плаќаат возила бесплатно за да може да ги оствариме тие гостувања. Само да подсетам дека во рамки на соработка со наша локална самоуправа од Куманово неколку такви гостувања имаме реализирано благодарение на соработка со локална самоуправа кои ни дозволија да го користиме нивното возило. А такви се многу чести тие примери. Посебна благодарност имаме на автотранспортно предпријатие приватно Јоцо Турс, кое и минатата година и ова година веќе договорено во Пелнице гратис превоз за сите наши пензионери. А често имаме гратис и за гостувања
да спомнам Владимиро мината година беше од него. Сите наши гостувања во општина Старо Нагоричане, во Бајлоце, Младо Нагоричане, во Пелинце ги добиваме гратис од Диоцо Турс. А па кога секоја споменеме други чест. држави кај сте патувале сем Македонија, Србија, Бугарија, имате негде Хрватска, Словенија патувано? Да, како не во Хрватска, ние бевме на фестивал на фолклор во Ѓаково, 4 дена траеше, најјак фестивал до сега што сме биле. Многу успешен беше, ние дадовме во Форкушевци исто еден концерт, а потоа учествувавме во Ѓаково. И од тука, кога не видува дека ние стварно сме квалитетни, еве секоја година понуди имаме на сите места, макар да ние не можеме секаде да одиме, меѓутоа еве најдеме начин, сила и одиме на сите места. А само да спомнам дека покрај Јоцо Турс имавме и други донатори. Локална самоуправа оваа година ни даде бесплатен превоз за учество на Републичка ревија на песни, музика и игри и ни даде автобус сега што бевме на гостување во последен пат во Куче, Бугарија. рекол бевме. не сега што беше, значи последен пат Кочани на Кочани. фестивал. Така да. Да, И уште нешто Феро да, Турс. да дополнам Јадовија. дека во странство посебно имаме организирано излети во странство. Имавме едно такво излет во Албанија, во Пишкопеја. Наидовме на еден извореден прием од Сдружение на пензионери во Дебар, каде што председателот од локална самоуправа, председател на Совет, посебно не примија во ресторан, каде што да ни приредија едно гостување. А покрај тоа, благодарение на нивно ангажирање, границата ја поминавме во придружба на полициска кола до Пишкопеја. Таму не презема полиција од Албанија. На враќање назад, полиција од Албанија до граница не следеше и да се вратиме назад. А во текот на предпрошлата година имаме таков излет и во Грција. Ги посетиме преку Битола, ги посетиме Лерин и Воден. Тоа беше една изворена екскурзија да ги посетиме овие градови од егејскиот дел на Македонија. А пред неколку години една таков излет направиме на Власинско езеро. Имаме 6 автобуси кои да имаме обезбедено превоз за пензионери. Сите оние кои што се пријавија дека сакаат да патуваат на Власинско езеро, обезбедиме превоз. Тоа се така многу пријатни, многу убави сеќавања. Али и ова да подсетам дека екскурзиите што ги организираме не е тоа само да ги одведеме во природа, на зелено, па слободни да бидете, него таму се организира музика, а пред тоа имаме посебна програма. Еве, пример, ние ова година во мај бевме во Крива Паланка, ама со Сдружение на пензионери од Крива Паланка договоривме, бидејќи беше неделен ден, градскиот музеј во Крива Паланка да биде отворен. После да стигнувањето во Крива Паланка, колективно бевме во посета на градскиот музеј, каде што не чекаше директорот на музејот и кустосот на музејот, кој на сите пензионери во просторијата им објаснија и им ја ставија на дланка историјата на градчето Крива Паланка. А после тоа бевме нормално и во посета на историски така познато надалеку да манастир Свети Јоачим Осоговски. Да ги наведеме сега следните ваши активности. Рековте на 15 август имате средба на пензионерите од Македонија и од Србија, а до крајот на годината веројатно, парен според ова ваше кажување имате многу набиена агенда. Следните ваши активности кои ќе бидат до крајот на годината? Точно, имаме многу набиена, само јас пред тоа прво би сакала да се малку задржам на ревии што ги организираме, прво регионални кои што ги има 8 во Република и на најдобри, значи има селектор кој што врши селекција кои здруженија се квалитетни и се одржуваат републички. Во оваа година 5-та републичка ревија на песна, музика и игри се одржа. Така да ние кои ќе се појавиме, водителката секогаш еве вика идат Кумановци како шлак на торта.
а тоа многу значи за нас. Одскокнуваме во однос на сите 54 здруженија со најквалитетни, ние се динамични игри ги играме, тоа што Панче Пешев наше ги игра, што Танец ги игра, 15 сплета секогаш со разноврсна програма, ја дававме седенка, жетварка, свадба, прочка, значи секоја година сме на различити места. А да ви кажам сега, последен пат кога бевме во Пекчево на фестивал на дувачки оркестри, преку цел ден имаше програма со 2 точки 3, нас ни дадоа програма од 40 минути, кога завршиме, доаѓа председател на Здружение од Македонска Каменица, еве, вика, јас сум одушевен од вашата програма, вика, ќе разговарам со градоначалник, ние на 27 август по повод денот на рударите Богородица, вика, ќе ве поканиме еден час да гостувате. Така да секаде наваѓаме, еве, тука не видоа, најверојатно што и сега во Петралица не поканија. Инаку сега натаму обавезно традиционално ние пензионерите за својот град одржуваме си концерт на кој што покануваме некое здружение покрај нас да гостуват. Инаку со представи сега ќе почнеме драмски, имаме понуди од Крива Паланка, Радовиш, Штипа, све до крајот на годината, све натаму, све додека, значи, имаме средства, ние ќе продолжиме со тие. Би сакал да ве прашам, бидејќи вие сте од спортот целиот живот, имате многу напревари во Куманово, покрај Соколана, па потеглење на јуже, па една активност, па друга. Каде ги изведувате спортските активности? Тука не спомне Костурница исто. Тие 21 дисциплина, што се салонски дисциплини во Здружение на пензионери, стрелаштво во клуб на пензионери долу и пикадо, а иначе во атлетика ние прво во Долен парк имавме, меѓутоа сега кога се направи од локалната самоуправа во дворот на Техничкото училиште спортски полигон, ние таму се подготвуваме за овие надпревари. Николовски, мора да го споменеме и првиот човек на пензионерите на Македонија, Драги Аргировски, со кого имате прекрасна соработка. Да, токму така, со Драги Аргировски имаме многу присна, многу корисна соработка. Да секој пат е расположен и да изнаоѓа слободно време да ги следи нашите активности и е присутен на секоја наша покана доваѓа. Да, од друга страна, нашето здружение покренува низа иницијативи со намера на Сојузот на пензионери да му помогнеме, не да му укажуваме, не да го критикуваме, не, да му помогнеме на прашања кои се од интерес на пензионери. Ние тие прашања и проблеми ги согледуваме кај нас. Например, на изборните собири на пензионерите, што ги одржаме први крај на февруари и март месец во нашето здружение, во сите 35 ограноци, без резервно на сите места се дискутираше за солидарните фондови, остварувањето на тие права, за бесплатно користење на бесплатен превоз на пензионерите, за правата на пензионери во други области. Така да ние, врз база на тие сугестии и врз база на заклучок на нашиот највисок орган, а тоа е Собранието на Здружението на пензионери, доставиме писмено обраќање да укажеме на Сојузот на пензионерите тие прашања да ги има како предмет на разгледување од интерес на целокупна популација, пензионерска популација во Република Македонија. И да ви кажам дека нашите предлози да идуваат на разбирање. Веќе некои од тие се биле поставени на дневен ред на правно-економски форум, а тој е скоро рамно тело на нивниот извршен одбор од најголеми стручњаци. Така да се разгледани и тие се разбирам дека во тек на овој нареден период ќе бидат разгледани и ќе добиеме писмени одговори. Например, за бесплатно користење на превоз на наши пензионери. Безусловно сите пензионери тоа го поставуваат прашање. Ние го поставуваме тоа на национално ниво, ама го поставуваме преку нашиот Сојуз на пензионери. И нагласуваме дека во Македонија не е само Скопје и Скопски здруженија, не е само Битола и Битолски, ниту Велес, него во овој Сојуз на пензионери членуваат 56 здруженија. Треба да имат сите еднаков третман. Како имат Скопски или Битолски и Велешки, треба да имат и пензионерите од Дебар, и од Делчево, и од Ѓевѓелија, и од Куманово. Тоа беше нашата намера да му укажеме на Сојузот на пензионери.
А нашите представници, ние имаме 20 представници во Сојузот на пензионери на Македонија, се задолжени да ги поттикнуваат и да ги следат тие, нели, согледувања што ги прават. И да дават предлози, нови идеи. Да, така, од Сојузот. Професорке, можно ли е, пака сега во спортски жаргон да кажеме, олимпијада на балканско ниво на пензионери од Балканот? Да, тоа како идеја многу добро, уште повеќе ќе биде точно, ја еве зближување. трет мандат како сум член на Републичка комисија за спорт и секогаш го поставувам. Му реков председателе, може ли бар ние да почнеме македонци да бидеме ако треба домаќини, бар во некоја дисциплина што има други. Така да е држан состанок во Белград на ниво на овие земји што не окружуваат околу нас, тамо Албанија, Бугарија, Хрватска, Словенија, со кои што соработуваме, Романија, тие, и држан е состанок и најверојатно јас мислам дека од оваа година ќе почнеме со нешто. Тоа значи би требало да има некаде околу 10.000 А тоа се спортисти. збореше пред 5-6 години уште и така да мислам дека оваа година можеби нешто ќе направиме за почеток. Добро, може да испратиме некоја порака до оние пензионери кои седат дома, а не се физички активни, вие ги пречекувате со расширени раце. Точно. Нашите пензионери ги поздравувам и во оваа прилика и им посакуваме во овие топли, нели, летни денови, температурите кои се над 40 степени, прво да се го зачува здравјето. Да водат сметка за почитување на сугестиите и на пораките што ги дават здравствените работници. Тоа е една битна работа. Второ, им порачуваме, кога се временски прилики добри, да ни се придружат во активностите и во култура, и во спортот, и во други активности, да приступат на нашите собири, за да може да бидат информирани за нашите тековни активности и на тој начин ќе може повеќе да се уклучат. Еве јас еден апел, значи, до сите наши пензионери и пензионерки кои што во млади години имале афинитет, се бавеле, врата се отворени да се вклучат било во спортот, во културно-уметничкото друштво Ѓоко Симоновски, во драмски, да одат на излети, на екскурзии, активно да стареат, да си го продолжат животот и да се дружиме. Тоа е најбитно, да ги изведеме од дома, да не седат во затворени простори и да мислат на старост и на болест, вака ќе се дружат, ќе се сретнат, што може би учеле заедно, а после 40-50 години што има случаи што се сретуваат на овие. Поверете, Николовски. Да, јас на крај, нели, сега сме при крај на емисијава, нели, на сите пензионери наши и на граѓаните на Куманово и на цела Македонија, на сите граѓани на Македонија, и го честитам престојниот празник Илинден и им посакувам добро здравје и долг живот. Ви благодарам што бевте гости во утринска програма. Јас се надевам дека сега рековте боите 13.000, може би за наскоро време ќе бидете 15-20.000 и на некој начин придонесувате да бидете уште повиделни во вашата старост и да имате добра мисла, што би се рекло. Уште еднаш ви благодарам, почитувани гледачи, тоа беа гостите на утринската емисија Нов ден, Сдруженијето на пензионери од Куманово. Ви посакувам пријатен ден со нашата понатамошна програма. Пријатно.